Почитувани, граѓаните на општина Центар 4 години на своја кожа го почувствуваа неработењето на Андреј Жирновски и СДС. Жирновски во својата програма на локалните избори во 2013 година многу вети и многу ги излажа граѓаните. Тој е типичен пример како се однесува СДС со локалната власт откако ќе ја добие довербата на граѓаните. Жирновски вети замена на 60 дотраени фасади на колективните стамбени згради со енергетско ефикасни фасади. Реконструираше само 13. Математички, реализација околу 20% од ветеното. Толку му е капацитетот. Зошто не можел повеќе, кажал председателот на Советот на општина Центар Мирослав Шиповиќ. Човекот бил зафатен со шетање по белиот свет на сметка на општината. Жирновски не можел да се посвети на реализација на ветеното, затоа што според Шиповиќ некој требал да договара матни сделки и да бара стотици илјади евра од инвеститори. Шиповиќ ја објасни методологијата на богатење на Жирновски, а Жирновски премолча. Немаше ниту тужба за клевета, ниту барање за извинување или пак демант. Јасна е вистината. Центарци се револтирани и бараат одговорност за ваквото расципничко работење. Жирновски и СДС ниту знаеле, ниту пак некогаш ќе научат да работат за доброто на граѓаните. Целта на Жирновски е јасна, а тоа е сите 4 години како градоначалник на општина Центар да си го полни сопствениот џеб и џебот на луѓе блиски до него со пари од граѓаните. Почитувани, центарци со право коментираат дека Жирновски ќе остане запаметен како најнеуспешен градоначалник. Единствено пошто ќе биде запаметен се аферите како проектот Боемска улица од 370 метри, која чинеше премногу пари од граѓаните. Ќе биде запаметен и по тамбурашите и скапите диџеи. Жирновски не само што не ги исполни своите ветувања, тој најнедомаќински, без ниту тронка срам, на сомнителен начин ги троши и се расфрла со парите на центарци. Поради ваквото расципничко управување, граѓаните на 15 октомври на локалните избори ќе стават крај на овој циркус од владење на Андреј Жирновски и СДС.